Како течеше патот за одбележување и за годишнината на одбележувањето на нашите светители Кирил и Методи? Значи, вака запишано е во науката за празници, во хератологијата, дека празникот на светите Кирил и Методи се празнува одамна. Запишан е како празник во Станиславовиот пролог во Асемановото Евангелие уште 10-11 век. Значи се работи за празник, одамна што се празнувал, но на почетокот се празнувал споменот на денот на нивното упокојување. На Свети Кирил тоа е во февруари, на Свети Методија на 6 мај, на 6 април по стариот календар, и така долго се празнувало, но бидејќи денот на упокојување на Свети Методија е во великденските пости, кога црквата не дозволува свечено прославување и свечености и веселби, се барало датум кога да се празнува споменот на двајцата браќа, да биде надвор од тој од постите, и така Руската црква, синодот на Руската црква во 1863 година, на 1000 годишнината од осветувањето на првите словенски книги во Рим од страна на папата, било решено да се празнува на 24. Кај нас овој празник е воведен преку екзархијата со точни инструкции како треба да се празнува. Учителите и свештениците го вовеле. Цепенков вели дека насилно беше воведен. Грчката црква била против, дури и подоцна го забранувала, меѓутоа народот го прифатил и како што го празнувал свечено, како што ги празнувал празниците на Свети Климент и Наум, така и на овие свети браќа Кирил и Методи, кои што се и од Македонија, од Солонско. И така овај празник нашол место во празнувањето на македонскиот народ со многу големи свечености. Фолклорот од Македонија, ова е пета книга или пети том на одбраните дела. Ова е поводот е 80 години збирка на македонски народни песни од Блаже Кониски. Ај првин да објасниме за значењето на оваа збирка, што значела пред 80 години. Вака, значи, со оваа книга сакав да ја посветам на овај јубилеј или да го одбележам овај јубилеј 80 години од објавувањето на збирката на македонски народни песни од Блаже Кониски. Таа објавена 45-та година, кога немавме развиена уметничка литература и кога и во школите имаше недостиг од таква литература, па Конески ја објави оваа збирка која што ги содржи најубавите песни претходно објавени во зборниците на Миладиновци, Шапкарев, Стоилов, Киселинов, Чешмеджиев и така натаму. Значи, најдобрите песни ги има собрано, редактирано, и оваа книга ја заменуваше уметничката литература. Во тоа време немавме ни преводна литература доволно, така оваа збирка одигра главна улога во тоа време во школите. Денес се разбира, фолклорот го нема во школите, веќе е исфрлен и од наставата и од лектирите, од се, меѓутоа, фолклорот има такви вредности што може да се носи со уметничката литература. Годинава се совпаѓа со повеќе јубилеи во врска со народното творештво. Значи 210 години од објавувањето на првата македонска народна песна од Вук Караџик, па 165 години од објавувањето на збирката на Стефан Верковиќ, па 215 години од раѓањето на Димитар Миладинов, 195 години од раѓањето на Константин Миладинов, 155 години од раѓањето на Јерогјакон Јосиф од манастирот Пречиста и 135 години од раѓањето на Јосиф Чешмеджиев.
Тие јубилеи се совпадна, ето така сакав да подсетам на тие јубилеи. Инаку книгата содржи текстови за собирачите на македонски народни песни, за првите записи, за првите објавени збирки, за првите објавени песни, за позначајните зборници како на Миладиновци, Шапкарев, Стоилов, Серафим Бојанов, Чешмеджиев и така натаму, значи една плејада собирачи на македонски народни умотворби кои што ете така заслужуваат да им се споменува името. Песната навистина, дали во пишана или во испеана форма, многу значела за македонскиот човек, во историјата покажал и во најтешкото, и во најлошото, и во најсрекните мигови, Македонијата пее. Видете, значи не случајно големи фолклористи, значајни фолклористи доаѓале во Македонија да запишуваат народни умотворби. Ова книга содржи текстови објавувани во изминатите 50 на години како работам на оваа дејност и ги собрав на едно место да бидат подостапни за тие што сакаат да читаат. Еден монах запишал на еден стар ракопис: хотјаштија више знат, подобајат мало спат. Тој што сака повеќе да знае, треба помалку да спие. А еден собирач Каранов од Кратово, кога учел во Цариград во школото, некој учител им велел: учете се дети на младите лети, кога дојде старост да не ви е жалост. Така што и тоа е една поука еве за нашите читатели.